Одамна сакавме да го посетиме Ѓаволскиот зид. Пред неколку години се осмеливме, па преку селото Богословец, по непроодни патики и лизгави падини стигнавме до него. Се воодушевивме од таа убавина, но едва и се вративме назад. Овој февруари решивме повторно да направиме прошетка до овој локалитет. Се одлучивме за друга патека која води покрај селата Делисинци и Аџибегово. Добар дел поминавме со теренско возило. Мислевме дека овој пат ќе биде полесно, но всушност беше само пократко. Ѓаволскиот зид се наоѓа на околу 2 километри југоисточно од врвот Свети Јовански рид и околу 250 метри северно од една меандра на реката Брегалница. Иако надморската височина не е голема, околу 250 метри, сепак ерозивниот предел со ридови и долови многу го отежнува движењето. Должината му е 300 до 400 метри, но не се работи само за еден монолитен споменик. Во овој полупустински предел се протегаат повеќе долги карпести ленти со различна висина, во просек околу 2 до 5 метри и со најголема висина од 11 метри. Се протега во правец исток-запад-северозапад, се лелее низ пределот, се чини како бедем кој го сопира ридот да не се лизне во Брегалница. Ѓаволскиот зид се состои од варовници и песочници испакнати во околината. Меката почва околу нив еродирала и е однесена од водата и ветерот. Карпите не се хомогени. На одредени места се создале пукнатини и мали процепи, па така зидот изгледа како да е изграден од камени блокови. Секој би се запрашал какво е потеклото на Ѓаволскиот зид. И, како кај сите недоволно истражени простори, постои научен спор во однос на тоа. Најзастапено е мислењето дека се работи за природна карпеста творба, но се појавуваат и научни мислења според кои станува збор за древна мегалитска градба. Меѓу трагачите по богатства е распространета приказната дека зидот потекнува од римскиот период и крие тунел со големо благо. Тоа е причина што зидот го посетуваат диви копачи кои се вистинска опасност за состојбата на овој прекрасен монумент. Оваа застрашувачка убавина кај народот предизвикала мноштво преданија. Местните жители веруваат дека градбата е дело на надземни сили, на ѓаволот и ја представува вечната борба на доброто и злото. Исто така постои верување дека зидот е дело на вонземјани. Во прилог на ова се наведуваат приказни, според кои во последните 50 години над зидот биле забележани неидентификувани летечки објекти. Но додека се движевме по лизгавиот камен предел обраснат со грмушки, додека се боревме со ридовите и доловите, кои често не водеа во погрешен правец,
Во моментот кога се искачувавме на некоја височинка, ќе здогледавме бескрајно пространство. И тогаш во мене се формира нова, моја приказна. Си заиграле змејовите на небото над Брегалница, се занеле во ширината и симилото, се опиле од чувството на потполна слобода и така невнимателни заринкале во сувите лизгави ридови. Само опашките и кралушките им останале како неми сведоци на оваа убиствена убавина.